Ке има ли конечно спас од рудниците и ловица штука? Според министерот Бектеши, решението е акт што ќе покаже дека рудниците ја уништуваат животната средина и истовремено може да го спречи нивното отворање. Но ризикот од ова е државата да загуби најмалку 1 милиарда евра на меѓународна арбитража. Владата ја повлече одлуката за спојување на концесиите за Иловица, а министерот за економија Крешник Бектеши денес во детали и хронолошки на прес ја објасни одлуката за споените концесии за рудниците, за која Бектеши вели дека во Министерството за економија нема ниту едно негативно мислење од сите засегнати институции. Имајќи го во предвид дека се повикуваме на заштита за животна средина. Тоа и јас лично, и моите колеги, и цела јавност го бара и е главен аргумент. И тоа веќе е изнесено во јавност. Министерството за економија е на ставот да се донесе акт каде што се утврдува дека одредена потенцијална инвестиција е спротивно на стандардите за заштита на животна средина. На ова реагираат компанијата Euromax Resources, од каде велат дека со особено внимание ја следат разврската за остварувањето на нивните права како инвеститор и дека ќе ги почекаат владините одлуки за спојување на концесиите, па ќе одлучат како да си ги заштитат правата. Ке почекаме сите одлуки кои што се однесуваат на спојување на концесиите Иловица 6 и Иловица 11 за рудникот за бакар Иловица штука да бидат јавно објавени со цел заедно со нашиот правен тим да направиме увид во аргументацијата врз основа на која истите се донесени. По ова, бордот на директори во консултација со правниот тим ќе одлучи какви идни чекори ќе превземе за да ги заштитиме нашите права како инвеститори. Од невладината Здрава Котлина пак денешната пресконференција на министерот Бектеши ја оценуваат како обид за замајување на јавноста, но и како што велат дека повторно е донесена незаконска одлука за да се оживеат веќе мртвите концесии. Му патувам комплимент на министерот Бектеши дека е многу добар политичар и се води од девизата дека политичарите се луѓе кои што во вистинско време знаат да прикријат вистината. И тој ќе го научи од занаатот и е вистински политичар. Така да ќе очекуваме писмено изјаснување и на владата и на министерот Бектеши да ни објаснат на писмено за да ние можеме повеќе пати да читаме, да разбереме што сакаат да кажат. Реагираше и опозицијската ВМРО ДПМН, според која владата нема конкретен одговор за спорните елементи за рудникот Иловица, но и како што велат, Ковачевски и Бектеши со недели бегаат од одговор на најсуштинското прашање. Зошто, ако навистина сакале да нема рудник во Иловица, дозволила фирма на семејството Дестани, која важи за блиско до Дуи, да влезе во сопственичката структура на Euromax Resources, и тоа во време кога се води спор по еднострано раскинат договор од страна на владата, со купување на 25% од акциите. Напоменувам, владата според закон е таа без чија дозвола Дестани не можел да стане дел од Euromax Resources. Инаку, министерот Бектеши на денешната пресконференција во неколку наврати посочи и дека никого не измамил, притоа објаснувајќи дека станува збор за административна процедура, бидејќи втората концесија целосно ја обиколува првата концесија одобрена во 2005 година, односно дека двете имаат ист концесионер и ист инвеститор, па немало правна пречка да се спојат, и рече дека вчера добил уверување од дел од министрите дека нивните изјави биле погрешно протолкувани. Тој очекува министрите јавно да демантираат дека биле излажани или измамени при носење на одлуката.